Добар ден, почитувани, пред вас е уште една нова Телма амбуланта. Кому и зошто се препорачува трансплантација на коскена срцевина? Каков е потенцијалот на матичните клетки и кој се може да биде нивен донор? Денеска во студиото ќе разговараме за матичните клетки и трансплантацијата на коскевата срцевина со виш научен соработник доктор Александра Пивкова-Велјановска, специјалист хематолог од Универзитетската клиника за хематологија. Докторке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Ви благодарам за поканата за учество во Телма амбуланта. Пријатен е амбиентот во студиото и се надевам дека ќе го задржиме вниманието на вашите гледачи за оваа тема. Јас сум убедена во тоа, бидејќи е прилично актуелна, и ќе започнам со она што беше исклучително актуелно пред десетина години. Многу семејства зачуваа и се уште има некои кои што зачувуваат матични клетки од папучата врвца на нивното бебе, велат за не дај Боже. Во брошурите кои што ги нудеа беа наведени повеќе од 80 болести кои што би можеле да се излекуваат на ваков начин, меѓу кои аутизам, потоа разни малигни заболувања, церебрална парализа и слично. Па првото прашање во Телма амбуланта ќе биде дали матичните клетки имаат навистина толков потенцијал да излекуваат таков широк спектар на болести, може ли да се сметаат за универзален лек? Трансплантацијата на хематопоетски матични клетки, можам слободно да кажам дека представува една од најсложените интервенции кои што се извршуваат во медицината, при која матичните клетки хематопоетски на донорот се заменуваат со хематопоетски матични клетки од друг донор при алогените трансплантации или од самиот донор, самиот пациент при автологните трансплантации. Бројот на диагнози, односно индикации кои што се лекуваат со овој тераписки пристап е навистина голем и постојано се зголемува, се проширува таа палета на индикации и се надополнува. И денеска се смета дека речиси над 80 заболувања се лекуваат со овој тераписки пристап. Со трансплантација на хематопоетски матични клетки, тоа се од коскената крвни матични клетки, кои што припаѓаат на групата на адултни соматски матични клетки, кои што ние ги користиме во нашата секојдневна работа за третман воглавном на пациентите со малигни хематолошки заболувања. Тоа се навистина многу тешки, сериозни заболувања, како што се пациентите со акутни леукемии, пациентите со малигни лимфоми, останатите така наречени лимфопролиферативни неоплазми, пациентите со мултипен миелом, пациенти со апластична анемија, миелофиброза, голем број на немалигни хематолошки заболувања, вродени и стекнати имунодефициенции, автоимуни болести, солидни тумори. Навистина една голема палета на заболувања кои што може да се лекуваат со овој тераписки пристап, и кај повеќето од нив трансплантацијата на матични клетки представува единствена тераписка опција која што може да доведе до излекување од овие сериозни заболувања. Што се тоа матични клетки? Матичните клетки представуваат популација на клетки кои што се имаат извонредна можност за делба, за самообновување и трансдиференцирање, односно диференцирање го викаме преобразување во соодветни клетични линии кои што понатаму ќе продолжат функционално да делуваат во одредениот орган или ткиво каде што ќе се размножат. Постојат адултни соматски клетки и ембрионални матични клетки. Ембрионалните матични клетки во изминативе неколку години беа актуелни, бидејќи со нив се вршеа голем број на научни истражувачки студии со цел да се утврди нивниот регенеративен потенцијал, со што би можело да се употребуваат, значи да бидат достапни за клиничка апликација, најмногу во делот на регенеративната медицина. Додека хематопоетските матични клетки имаат огромна употреба во трансплантационата хематологија, значи за третман на овие заболувања кои што претходно ги напоменав. Инаку
Хематопоетската матична клетка е практично генератор или можам да кажам еден вид на почетна клетка од која што се создаваат сите крвни елементи во коскената срцевина кај човекот. Тие на површината содржат еден антиген кој што е CD34 антиген, практично маркер или индикатор го викаме за регенеративниот, односно за потенцијалот на матичната клетка која што го следиме како квалитет на графтовите што ги трансплантираме и преку одредување на бројот на тие CD34 клетки, всушност знаеме колкав е бројот на матичните клетки во графтовите кои што се користат за трансплантација во нашата институција. Дали тоа значи дека ние како возрастни единки имаме матични клетки во нашето тело? Точно, имаме матични клетки. Наоѓаат? Матичните клетки, хематопоетски, ги има во коскената срцевина, ги има во периферната крв, ги има во тоа што спомнавте умбиликална крв, значи во папочната врвка. И кај децата велат во млечните зъби. Точно, ги има и во нехематопоетските органи, како што се масното ткиво во млечните зъби. Меѓутоа, во однос на клиничката апликабилност, значи колкав е бројот на тие матични клетки и каде се може да се применуваат, можам да нагласам дека матичните клетки од папочната врвка ја наоѓаат најголемата своја апликабилност во детската трансплантологија, значи за трансплантација на деца, бидејќи се помали по количина, значи помала е количината на тие матични клетки што може да се ползуваат од умбиликалната крв, додека матичните мезенхимални клетки кои што ги има најчесто во забната пулпа, ги има во масното ткиво, како што кажав и на почетокот, се ползуваат за трансплантација во регенеративната медицина. Значи постои разлика. Постои голема разлика, да. Значи различни матични клетки имаат функција во различни делови на телото, така би дошло. Точно, да. Да ги поканиме докторке гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта и овој пат почитувани емисијата ќе биде контактна од овој момент. 3076 677 е телефонскиот број на кој што можете да не добиете, да се вклучите во програма, да поставите прашање, секако да добиете одговор на него од гостинката која што е денеска во студиото на Телма, виш научен соработник доктор Александра Пивкова-Велјановска, специјалист по хематологија од Универзитетската клиника за хематологија. Значи ги очекуваме и вашите прашања, заедно со нас да учествувате во креирањето на денешниот концепт. Докторке, дали матичните клетки секогаш хематопоетските кои што се дел од крвта всушност, така, од коскената срцевина, дали се тие секогаш прв избор на лекување кај болестите кои што пред малку ги набројавте? Конкретно кај пациентите со акутна леукемија, алогената трансплантација на хематопоетски матични клетки. Алогена, само да појасните дека е... Алогена трансплантација е кога матичните клетки се земаат од друг донор. Значи, тој друг донор на матични клетки може да биде фамилиарен, сроден, значи може да биде генски компатибилен со самиот пациент, тоа се браќа или сестри од фамилијата на болниот, или може да биде несроден донор, но сепак генски компатибилен, кој што се пронаоѓа во светските европски регистри на доброволни донори на хематопоетски матични клетки, или може да биде делумно идентичен или полуидентичен со пациентот на кој што му е потребен ваков тераписки пристап. Така да пациентите со акутни леукемии, како едни од најсериозните заболувања во човековата медицина, имаат потреба од третман со алогена трансплантација на хематопоетски матични клетки. Всушност, планот за лекување на овие тешки заболувања започнува уште при самото диагностицирање на овие заболувања и се прави во одреден период од терапискиот план, кога практично ќе се зацрта дека одреден пациент треба да се лекува со алогена трансплантација со оваа диагноза. Тогаш веднаш се
бараат потенцијални донори за тој пациент. Прво се пребарува дали постои донор во најблиското семејство. Доколку не постои донор во најблиското семејство, веќе од пред 3 години имаме можност на клиниката да се реализираат и трансплантации од несроден донор, значи се вршат пребарувања на во светскиот регистар за несродни донори од страна на нашиот македонски национален донорски регистар, бидејќи само 20 до 30% од болните за жал имаат можност да имаат донор во фамилијата. За сите останати пациенти се вршат пребарувања на несродни донори во светскиот регистар, а за пациентите за кои што сепак и во светскиот регистар нема да се добие, односно да се пронајде потенцијален донор, сепак останува, не е надежта изгубена, останува можноста за реализирање на делумно идентични трансплантации. Тоа е делумно идентичен или полуидентичен донор од фамилијата, кој што се користи за хаплоидентично, односно за делумно идентична трансплантација. Споминавте дека кога се бара донор во рамките на семејството, тоа треба да бидат браќа и сестри. Зошто не мајката и таткото? Прво, кога се бара донор за трансплантација на хематопоетски матични клетки, имаме тенденција да пронајдеме генски идентичен донор или HLA ДНК целосно идентичен донор. Наоѓањето на адекватен донор кој што е генски идентичен практично го генерира и успехот од самата интервенција, бидејќи HLA ДНК идентичните донори овозможуваат поуспешна интервенција во смисол на поуспешно прифаќање на трансплантираните матични клетки и минимизирање на можните имунолошки компликации кои што потоа може да се јават кај пациентите. Таткото или мајката од соодветниот пациент се секако делумно идентични, значи тие не можат да бидат целосно идентични и најчесто се користат како можни донори при делумно идентичните трансплантации. Значи, доколку браќата или сестрите не се генски, односно HLA ДНК совпадливи со пациентот, тогаш преку македонскиот дарителски регистар веднаш се продолжува со барање на соодветен таков генски идентичен донор во светскиот регистар на доброволни донори и во сите европски регистри, бидејќи Институтот за имунологија и хумана генетика кој што ги врши овие испитувања и кој што се едни од нашите секојдневни најблиски соработници, се компјутерски вмрежени со сите европски регистри, со светскиот регистар на доброволни донори и вложуваат секојдневни напори да најдат за секој болен за кој што ние сметаме дека треба да продолжи третман со алогена несродна трансплантација, да обезбедат за најбрзо кратко време потенцијален донор за да се продолжи со терапискиот пристап. Споминавте хаелатвизација дека се прави. Колкаво совпаѓање е потребно? Па потребно е целосно совпаѓање на донорот со пациентот. Можно е такво совпаѓање со некој некаде во светот да имаме толкаво генетско преклопување? Можно е такво целосно совпаѓање, затоа се вели дека тие се несродни, меѓутоа несродни идентични трансплантации, значи несродни HLA ДНК идентични трансплантации. Можно е кај некаде околу 70% од пациентите. Пак оставам резерва за околу 20% од пациентите, сепак не успеваме да најдеме и таков несроден донор, но кај тие пациенти се продолжува третманот со делумно идентична трансплантација на хематопоетски матични клетки. Кога ќе се најден донор кој што се совпаѓа со HLA типизацијата, што се презема понатаму? Која е постапката? Како се даваат матичните клетки? Прво само сакав да напоменам дека како донори на матични клетки, несродни,
бидејќи месец септември, месец октомври некако помина како месеци кои што го одбележуваат органодарителството и донирањето на хематопоетски матични клетки, бидејќи на 18 септември е светскиот ден за доброволни донори на матични клетки. Тоа е огромен регистар кој што во моментов бројува некаде околу 40 милиони доброволни донори на хематопоетски матични клетки. Донирањето на хематопоетски матични клетки за мене представува голем чин на хуманост и мислам дека секоја здрава индивидуа која што е на возраст од 18 до 50 години треба да се одлучи на овој хуман чин, бидејќи донирањето е навистина безболно. Прво се зема мала количина, некаде околу 5 милилитри венска крв од потенцијалниот донор со цел да се изврши таа HLA ДНК типизација, да, генска типизација. После тој генотип се внесува во компјутерскиот софтвер на македонскиот дарителски регистар и веднаш се вмрежува во централниот компјутерски систем на светскиот регистар за доброволни донори и практично тие генотипови стануваат како достапни потенцијални донори за пациенти во светот, но истовремено и тие донори стануваат достапни и за нашите пациенти во нашата држава. Навистина хуман чин кој што треба голем дел од граѓаните да се одлучат да влезат и да се бидат дел од македонскиот дарителски регистар во нашата држава. Какав е македонскиот дарителски регистар? Нашиот дарителски регистар, колку што ги имам ја потенцијалните донори, е релативно скромен, брои некаде над 5000 доброволни донори. Меѓутоа, нашата клиника пред 2 години беше еден од главните иницијатори заедно со дарителскиот регистар да се направи една кампања за подигнување на свеста на народот и на луѓето за донација. Свеста да се подигне за давање на хуман гест и спасување на човечки живот. Заради тоа беше создадена една кампања, сигурно сте ја слушнале и во медиумите, биди срцевина, и вие ја промовиравте, биди срцевина, биди херој. Значи, само со практично 5 милилитри од вашата венска крв ќе се направи HLA типизација за вас и со тоа вие ќе станете еден од потенцијалните 40 милиони несродни донори во светот кои што одлучиле да дадат дел од своите матични клетки за да спасат вакви сериозни пациенти со навистина сериозни смртоносни заболувања. Да. Имаме гледач на линија, малку почека да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали сум во програма? Да, во програма сте, ве слушаме. Вака, и поздрав до водителката и гостинката. Имам едно прашање. Дали со помош на трансплантација на матични клетки може да се лекува полиневропатија, односно воспаление на периферни нерви, тоа е автоимуно заболување? Добро, ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Доктор, ке на може ли? клиниката за хематологија немаме лекувано до сега пациент со диагнозата што ја спомна пациентката, бидејќи таа патологија на заболувања се лекува на друга клиника, предпоставувам на клиниката за неврологија. Постои во литературата и во светот третмански опции за ова заболување, така да најдобро е пациентката да се консултира со невролозите што ја водат и доколку тие сметаат дека можеби со оваа интервенција да се помогне, ние стоиме на располагање, иако морам да кажам дека во моментот реализираме трансплантации само кои што се вметнати во тој ДСГ систем во Фондот за здравство, значи претежно се за пациенти со малигни хематолошки заболувања. Би имал уште едно до две прашања во врска со донорите на матични клетки. Треба ли тие да бидат здрави, да немаат некои
болести, треба ли да исполнуваат и некои такви критериуми? Колкава треба да биде возраст? Има ли Да, ограничување? како што кажав, значи тоа треба да бидат здрави индивидуи на возраст од 18 Значи до од 18 да, години. за доброволни донори од 18 до 50 години. Таа е некоја возраст за која што се смета дека сепак луѓето во таа возраст се здрави и може да бидат потенцијални донори доколку се докаже дека нивниот генотип е идентичен со исти таков на некој пациент во светот на кој што му е потребно лекување со трансплантација. За фамилиарните или за сродните трансплантации, значи кога донорот е член на семејството, близок, брат или сестра со пациентот, може да се користат и помали од 18 години. Ние сега во скоро време имавме трансплантација за една пациентка млада, кај која што донорот беше Незиниот дете. брат. Да, Така? незиниот брат, дете, 9 годишно и морам да кажам дека тоа беше и првата интервенција, односно првата колекција на матични клетки од толку млад донор, кој што се изврши на нашата клиника, благодарение на новата апаратура за афереза на периферни матични клетки која што беше набавена во тој период. Така да малото детенце, уствари голем човек за мене, покажа извонредна хуманост и одлучи на таа возраст и тој и неговото семејство да биде донор и да го спаси животот на неговата сестричка, Навистина, која што се бореше со навистина сериозно заболување. голема, огромна одлука, многу хумана и посакувам здравје понатаму и да биде успешна е трансплантацијата, Секако, така? секако. Тоа е многу Да. важно. Успешна беше и самата колекција, бидејќи за прв пат во нашата држава се спроведе афереза на периферни матични клетки на толку мал пациент. Тоа секако не го направивме сами, бидејќи самата трансплантација и сите процедури кои што се извршуваат на клиниката се тимска работа на повеќе институции, бидејќи се работеше за дете од 9 години во соработка со клиниката за детски болести и со колегите кои што работат на таа клиника. Направивме една добра соработка и тие беа присутни во тек на целиот процес на колекција на матичните клетки, бидејќи периферните матични клетки се собираат со еден апарат кој што се нарекува клеточен сепаратор. Значи се зема од крв, од Се зема периферна од крв. периферна крв. Не од со коскена срцевина. Не. И кај одредени диагнози се зема. Меѓутоа во овој случај конкретно кај некаде над 80% од интервенциите матичните клетки се колектираат од периферна крв после неколку дневна стимулација со одредени фактори на стимулација. Донорите или пациентите при автологните трансплантации примаат фактори за стимулација, за да матичните клетки од коскената срцевина се појават во периферната крв и ние потоа од периферната крв со клеточен сепаратор ги колектираме на тој начин што еден или два волумени на целата крв на донорот или на пациентот поминуваат низ тој апарат клеточен сепаратор и се колектираат само тие матични клетки, како што кажав, CD34 позитивни, кои што се потребни за безбедна трансплантација во тек на тој тераписки пристап. И бидејќи беше мал пациент, 9 годишен, со сосема поинаков волумен на крвта и телесни карактеристики од возрастните пациенти, заради тоа имавме потреба и од помош, и од сугестија, и од експертиза од клиниката за детски болести. И навистина јас сум среќна што во тој период, некаде во јули месец се случуваше сето тоа, се помина во најбезбеден можен начин и се собраат доволен број на матични клетки за конкретно за таа пациентка и истите беа криопрезервирани, односно замрзнати со посебен компјутерски софтвер кој што го имаме на клиниката, исто така обновен,
и беа чувани во течен азот на минус 190 степени Целзиусови, за да во овој период кога на пациентката беа потребни да ги има на располагање за лекување со трансплантација, беа аплицирани и пациентката за краток период од 3 недели после хоспитализација беше пуштена веќе на домашно лекување. Одлично. Значи беше една од приказните со среќен завршеток, на која што сме посебно горди на клиниката. Да вклучиме гледачот кој што очекува да постави прашање. Добар ден. Добар ден, ако сум јас на линија. Да, вие сте во програма, повелете. Честитки за емисијата. Благодарам. И за луѓето кои се бават со ова. Ја не сум интересен за емисијата, бидејќи имам 73 години. Меѓутоа, мене ме интересира нешто друго. Прво, на мене лично што ме интересира, ова се парцијални некои врски на донирање. Ме занима дали постои центар некој од кај што може да се информира човек кој што сака срце, бубрек, не знам што, или она што може да го понуди. И втора работа што ме интересира, она што се зима од папучната врца, администрацијата после тоа, како тече администрирањето на таа постапка. Благодарам. Добро, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Гледачот, претпоставувам, неговите прашања се повеќе насочени кон органско дарителство, трансплантации. На нашата клиника се вршат сите видови на трансплантации на хематопоетски матични клетки. Можам да кажам дека во последните имаме искуство од повеќе од 21 година од третман со трансплантација, кога за прв пат се реализирани првите интервенции на клиниката, а од пред 3 години палетата на интервенции во однос на трансплантацијата се надополнети со уште неколку нови интервенции кои што дотогаш не беа на располагање за третман за нашите пациенти. Тоа се несродната трансплантација и делумно идентичната трансплантација. Така што веќе во овој изминат период можам да кажам дека се реализирани над 630 интервенции. Тоа е една репрезентативна бројка на интервенции, од кои што последниве 3 години 35 се трансплантации од несроден донор. Тоа беше еден повеќе месечен подготвителен период за нашата клиника, кој што започна прво од подобрување на условите за хоспитализација на овие пациенти. Сигурно и на други места е веќе спомнато дека пациентите лежат во наполно чисти или стерилни соби со HEPA филтриран воздух под притисок, се со цел да се минимизираат можните инфективни бактериски, вирусни и габични инфекции кои што може да го нападнат тој кревок имунитет во периодот пред и после трансплантација кај овие пациенти. Така да со реновирањето на оделот за трансплантација во тој период, зборувам пред 3 години, веќе се создадоа првичните услови близу до европските стандарди за третман на овие болни, кои што ја отворија можноста за да ние почнеме да ги реализираме несродните трансплантации на нашата клиника. И веќе со пронаоѓање на првиот несроден донор тогаш за тие пациенти пред 3 години, почна процесот на добивање на клеточен материјал за прв пат тогаш во државата од земји членки на Европска унија, за да може и нашите пациенти да се лекуваат со овие скапи процедури, за кои што до тогаш беа праќани на скапи третмани во странски европски центри, далеку од сопствените домови, далеку од семејствата и далеку од секојдневната поддршка која што им е потребна и е неопходна во овој
целосен процес на лекување. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Почитувани, останете на Телма. Со научен соработник доктор Александра Пивкова Велјановска, специјалист по хематологија при Универзитетската клиника за хематологија, денеска зборуваме за трансплантација на коскената срцевина. Докторке, до сега ги појаснивте повеќето работи околу донирањето матични клетки и трансплантацијата од несроден донатор, но понекогаш може да се искористат матични клетки и од нашето тело за да се излекува одредена болест. Колку често тоа се прави, може ли кај сите болести да се примени? Тоа се автологните трансплантации, кога болниот практично е донор на собствените хематопоетски матични клетки. При автологната трансплантација, таа е веќе етаблирана интервенција која што е стандардна терапија за пациентите најчесто со лимфопролиферативни заболувања, пациентите со мултипен миелом, пациентите со малигни лимфоми, Ходжкинов, неходжкинов лимфом, но истовремено може да се применува и кај некои од пациентите со солидни други тумори и со автоимуни заболувања. Но за да се изврши донација на автологни периферни матични клетки, треба болеста, примарното заболување, да е во комплетна ремисија, го викаме, значи да нема активно заболување, за да може да се донираат практично здрави периферни хематопоетски матични клетки. Доколку болеста е раширена, веќе навлегла во коските, доколку болеста е раширена, автологната трансплантација не е тераписки избор за соодветниот пациент. Значи, треба да се одбере идеалното време или тајминг, што го викаме, за да се вршат процедурите на трансплантација, не само на автологната, туку и на алогената трансплантација. Секој пациент е индивидуален случај сам за себе. Затоа велам дека планот за третман се прави уште на самиот почеток при поставување на диагнозата со каков тераписки пристап ќе се продолжи во лекувањето, бидејќи исходот од трансплантацијата не зависи само од донорот или дали ќе се најдат матични клетки или не, туку зависи од многу други фактори кои што се врзани за самата болест, природата на болеста, стадиумот во кој што се наоѓа заболувањето, но зависи и од услови врзани за самиот болен. Каква е физичката кондиција на болниот, дали има возраста, е исто така многу значаен фактор. Присуството на други придружни заболувања или коморбидитети, кои што на директен или индиректен начин имаат влијание врз исходот на заболувањето. При трансплантација на сопствени матични клетки, постојат ли опасности од несакани ефекти, како што е случајот кога се примаат од донор? При трансплантација, за автологната трансплантација, нема некои значајни несакани ефекти кои што може да се јават во тек на интервенцијата, или ако се јавуваат, тие се некои мали, минорни несакани ефекти врзани за самата хемотерапија која што болните ја примаат пред апликација на автологните клетки, кои што ние извонредно добро ги менаџираме и се справуваме со нив и апсолутно во однос на пациентот нема никаков ризик. Процедурата е прилично стандардизирана и веќе можам да кажам представува рутинска трансплантациона процедура која што се извршува на нашата клиника. А како изгледа процесот на подготовка за трансплантација? За некому да трансплантирате матични клетки, потребно ли е најнапред да се уништат клетките во коскената срцевина? Точно. Како изгледа процесот? Процесот е прилично сложен, не повеќе од технички аспект, бидејќи тоа не е операција. Голем дел од пациентите пред да дојдат на трансплантација, исто и донорите прашуваат операција ли ова, како ќе биде во неизвестност. Меѓутоа не е операција, но сепак представува една од најсложените интервенции при која што целосно се заменува имунолошкиот систем на пациентот со
тој на здравиот донор. За таа цел, пред апликација на матичните клетки се дава адаптирана, индивидуално адаптирана хемоимунотерапија кај пациентот, која што трае некаде од 6 до 8 дена, зависност од диагнозата, зависност од пациентот, како што реков, неговите коморбидитети и други придружни состојби. Таа е миелоаблативна најчесто терапија со цел да се уништат сите можни хематопоетски прекурсори во коскената срцевина, која што е заболена кај пациентите, конкретно кај пациентите со акутна леукемија, и потоа на тој ден 0 ние ги даваме матичните клетки од донорот. Дали ќе биде сроден или несроден или делумно идентичен, матичните клетки се даваат преку централна венска линија, значи се даваат преку периферна крв, без оперативен третман. И потоа следи периодот на рано и доцно хематопоетско опоравување, кога пациентите примаат сериозни имуносупресивни лекови со цел да се спречат имунолошките реакции, но истовремено и да се балансираат и практично го градиме новиот имунолошки одговор на болниот, а истовремено треба да се превенираат и сите можни инфекции од бактерии, од вируси, од микотични предизвикувачи кои што во тој вулнерабилен ран период може да бидат и животозагрозувачки. Значи, инфективните компликации се еден од најсериозните да речам ризик фактори после оваа интервенција. А колку време по трансплантацијата обично новите матични клетки се всадуваат во коскената срцевина, па почнуваат да создаваат крвни клетки? Крвни клетки. И тоа е индивидуален период, кај секој болен е различно, но од прилика после 2, најмногу до 3 недели од апликацијата на матичните клетки тие почнуваат да продуцираат нови крвни елементи. Тој период ние го викаме дека е период на енграфмент или вградување на новите матични клетки во коскената срцевина кај пациентите. После тој период следи еден долг период на имунолошко и хематопоетско опоравување кај пациентите, кој што ние го следиме редовно, дури после пуштањето на домашен третман, пациентите доаѓаат на редовни контроли во дневната болница на нашата клиника. На почетокот малку почесто, а подоцна контролите се стануваат поретки, зависно од тоа како ќе оди тоа хематопоетско опоравување. И ние го следиме преку анализи на коскената срцевина, пункции на коскената срцевина, да се види колкав е степенот на прифаќање, односно на вгнездување на клетките матични од донорот со клетките на самиот пациент. Значи, на генетско, односно молекуларно ниво се следи колкава е таа вгнезденост на новите клетки во коскената срцевина на болдиот. Имаме гледач на линија, да му дадеме предност со прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Гледач од Скопје. Така. Многу интересна тема вака. Ти кажем, ја бев лично донор за брат ми 2009-2010. Мислам тогаш беше професорот Борче Горгиевски, директор по хематологија. Што да кажем, ја бев лично донор за брат ми, тоа е нешто, еден најголем гест. Така. Ние бевме, тогаш брат имаше диагностицирано хронична леукемија. Беше млад, 24 години. Амо, еве уз помош на ова клинику во Македонија, он се излекол и се борел со таа тешка болест. Еден млад дечко. И кажувам, ми тогаш бевме 3 брача
И ми бевме двајцата кои нели отидовме, што вика доктор Квај, треба не анализи да се прави. Така и вие бевте тој кој што всушност беше потенцијален донатор, кој што имавте кајла типизација генетска, сте се совпаднале. Така. Да, и он си правеше исто таа трансплантација 2010-та. Успешна. Така. Имаше малце тегоби после третманот, треба да се чува, има процедури да што кажува госпоđeva инфекција ово оно, ама фалам на Господ и на целиот тим од хематологија. Така, една успешна приказна. Ви благодарам што се вклучивте во Телма амбуланта да го споделите вашето искуство. Навистина е, докторке, убаво кога ќе се слушнат вакви приказни. Прекрасно, јас како што кажав, ево во 2010 година, тоа е значи практично пред доста години поминато од кога е извршена интервенцијата над овој пациент. Како што кажав, тимот е искусен, 21 година искуство и експертиза и голем број на вакви успешни приказни и излекувани пациенти. Така, тоа е најубаво кога ќе се слушне еден ваков епилог. И ве спомена и гледачот кој што се јави потоа, вели треба да се чува. Треба да се чува, точно. Што значи тоа? Доживотно се на имуносупресивна терапија или не? На имуносупресивна терапија се во зависност од посттрансплантацијскиот тек 6 месеци до 1 година, некогаш и повеќе, али од прилика 6 месеци до 1 година повеќето од трансплантираните болни примаат имуносупресивна терапија и со оглед на тоа дека примаат имуносупресивна терапија, тие се поосетливи на инфективни компликации. Морам да напоменам сега дека во периодот на пандемијата со COVID, посебно нашите трансплантирани пациенти беа една, да кажам, вулнерабилна категорија, односно популација на пациенти, кои што има висок ризик од COVID инфекција. Морам да напоменам дека во периодот на пандемијата со COVID, ние и покрај големиот број на заболени пациенти и покрај сите можни мерки на предпазлив, на санкционирање за движење, ние работевме, не го прекинавме континуитетот, да кажам, на интервенцијата и за секој пациент кој што имаше потреба дури и од несродна трансплантација, правевме напор истата да биде реализирана. Морам да спомнам дека и во тек на најсериозните затварање или локдауни што беа во Европа и во нашата држава, ние имавме пациенти лекувани со несродна трансплантација и се спроведуваше транспорт на матични клетки од земји Европска Унија малце во рестриктивни услови, но сепак интервенцијата имаше континуитет и не беше стопирана. Исто така и кога започна да се спроведува програмата за вакцинација на популацијата, уште при почетокот на првите пациенти, односно луѓе кои што почнаа да се вакцинираат за COVID-19, нашите пациенти со оглед на високата имунокомпромитираност, трансплантирани, добија практично приоритет во националната програма за вакцинација и некаде над 150 пациенти уште на почетокот од процесот на вакцинација беа вакцинирани со 2 дози на вакцини за COVID-19. Клиниката активно учествуваше и во справување со COVID пандемијата, но истовремено и во научно-истражувачка работа. На клиниката се работеше еден проект за COVID-19 и имунолошките импликации на COVID-19, чии што резултати ќе се публикуваат наскоро во еминентно списание во однос на имунолошките ефекти што ги има заболувањето и како тоа може да имплицира врз текот на болест или да се направи прогноза каков ќе биде текот на заболувањето, па дури и после опоравувањето од инфекцијата.
така да резултатите ќе бидат наскоро објавени А се и ќе надевам дека може ќе веројатно можат во друга прилика со да моите проговориме колеги кои што на таа учествуваа во овој меѓународен проект да поразговарате на оваа тема. И моето последно прашање за денеска, дали покрај трансплантацијата соматични клетки болеста може да се врати? Може да се врати, да. За жал, но тенденцијата е и сето ова што ние го правиме на клиниката е да го минимизираме тој ризик од враќање на болеста, особено со алогените трансплантации, кои што за одредени диагнози, особено кај акутните леукемии, во зависност од типот на леукемијата, нудат можност за излекување, значи не зборуваме за лекување, туку за излекување во над 70% од случаите, што навистина не е мал процент, особено кога се работи за малигно и тешко сериозно заболување. Доколку се повтори болеста, може пак да се направи трансплантација на матични клетки? Може да се направи и втора трансплантација на матични клетки, а истовремено може да се делува и со имунолошка дополнителна клеточна терапија или лимфоцити од самиот донор, кои што ќе овозможат на со имунолошки механизми да делуваат на малигните клетки во коскената срцевина. Значи, тоа е позната донорска лимфоцитна инфузија, која што се дава кај овие пациенти, кај кои што ќе се врати болеста, со цел да се направи еден баланс и контрола на болеста. Значи, постојат повеќе можности тераписки и за после враќање на заболувањето, односно релапс на болеста после алогената трансплантација. Доктор, ќе ви благодарам за вашето денешно гостување и за исцрпното појаснување на многу аспекти поврзани со трансплантацијата на, како кажавте, хематопоетски матични клетки. Ви благодарам и на вас за поканата и мојот апел е сепак да се зголеми бројот на доброволни донори на хематопоетски матични клетки во македонскиот дарителски регистар. Еве, бидете хумани и дарувајте. Што повеќе да бидат хумани и да се пријават да бидат дарители и нашите гледачи. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, а на гледачите им благодарам за вниманието со кое што не следеа и денеска. Се гледаме секој работен ден на телевизија Телма во 12:45, каде заедно учиме како да бидеме и останеме здрави. До гледање.